Почитувани, добра вечер. Вечерашниот разговор е книжевен разговор со книжевниот критичар и автор Далибор Плейчик, познат лик на Струмичани, познат и во книжевните кругови во државата и во регионот. Далибор, добра вечер. Драго ми е што имаме можност да позборуваме на вака интересни, убави и нови теми. Добро вечер, исто така. Зборуваме со автор кој што пред неколку дена имаше промоција, ова би се рекло автор, дебитантска авторска книга, меѓутоа малку ми е сомнително затоа што не е така, ти пишуваш децении наназад, ова е всушност само дебитантско публикувано дело. Како се случи тој пресврт да решиш да извадиш нешто од мноштвото материјали кои што ги имаш пишувано низ годиниве? Па добро, пресвртот треба да помине некое време, веројатно, и да некои работи да се созреат, а и да се собере малку, како се вика тоа, самокритичарска храброст, да се објават некои работи. Така да мислам дека ова беше некој зрел момент. А и некој си помислив, може ќе дојде крајот на светот. И сега е моментот да го обележам своето постоење. Да, it's now or never. Да. Се шегувам. Требаше малку време да созрет, како што кажав, некои работи, меѓутоа мислам дека имам јас порано објавувано прозни текстови. Ова контекстот го одреди ова, некои работи кои се поклопија, така во некои констелации, така на крајот испадна како што испадна. Твојата литература е присутна во списанијата, меѓутоа не беше како самостојна книга досега присутна и тоа како го почувства овој момент? Сосема поинаку. Сосема поинаку, бидејќи сепак кога има нешто конзистентно и објавено на едно место и кога сите рефлектори, може, ако смеам така да кажам, нескромно се свртени кон тебе, тогаш е сосема друга приказна. И мислам дека е едно искуство кое треба секој автор да го помине, на некој начин да се соочи со тоа што го прави на еден официјален начин и тоа соочување после му дава некои насоки во која насока би се движел, дали би требало да продолжи да се движи или можеби да, не знам, некои работи да промени. Мислам дека е многу едукативно, аутоедукативно. Има многу прашање на оваа тема, меѓутоа, иако е се уште многу рано од официјалната промоција и од текстот веќе почнува да се шири, да патува, ќе стигнуваат реакциите на читателите. Меѓутоа, еве, кој е твојот впечаток? Каков е впечатокот, да. Затоа што нели велиш, го одредуваш својот правец. Каков импулс ти доби со објавата, со промоцијата? Првите впечатоци се, може да кажам, позитивни. По-позитивни од колку што очекував. Може би јас не очекував, не знам. Луѓето кои ја прочитаа книгата ми дадоа добри коментари, може би со тоа куртуазни коментари, меѓутоа сепак се пријатни за авторот и мислам дека се му нудат некој подстрек. Мислам дека се уште рано да се даде некој суд, бидејќи е потребно да помине и некое време за прозата, да може да легне и да некако да се контекстуализира. Од денешна перспектива, дали би препорачал на младите автори порано да објавуваат, за да можат многу порано да го фатат својот пат, или тоа е индивидуално? Како го доживуваш? Се разбира дека е лична одлуката, меѓутоа е како еден човек кој што е веќе искусен, присутен. Па знаете како, би им препорачал порано, ако смеам така да генерализирам, меѓутоа сепак тоа се индивидуални работи и јас држам до тоа дека зависи од од индивидуа до индивидуа, од околности до околности, од услови до услови. На крајот на краиштата и од пристап кон работите, од професионален аспект. Ако се бавите со книжевна критика веќе 15 години, како што јас го правам тоа, сите работи изгледат низ една по-друга перспектива, бидејќи сега е време сам себе да се критикувам, така да кажам, а тоа е практично невозможно, онтолошки невозможно. И мислам дека затоа можеби во книжевноста имаме примери на многу успешни писатели кои воопшто немале никаков во смисла на академски книжевен бекграунд, не знам,
како лекари, правници и така натаму. Може би таа некоја ситуација на одвојување, алиенација од книжевноста дава повеќе храброст за луѓето да објавуваат порано. Но јас би препорачал, веќе си дадам за право, сепак порано да објавуваат сите оние кои сметаат дека треба да објавуваат, односно да соберат храброст. Од друга страна пак, нели, да, академскиот товар можеби понекогаш тежи, но од друга страна пак имаме толку многу примери и овде и низ светот на професори на универзитети кои што всушност се и одлични писатели и на многу полиња действуваат. Да. Пак ќе се свртиме на тоа дека најверојатно е поврзано со личноста, со таа и морална и етичка и книжевна вертикала која што постои во секој човек. Да, и со една друга компонента, тоа е секое објавување според мене е сепак некаква така да кажам, некакво isфрлување на себе, на сцена, акробација е тоа сепак. Мислам на некој начин е настап пред публика. Сега, колку човек е инхерентно спремен за тоа, колку човек е екстровертен за такви работи, отворен, а што се однесува до самата позадина која вие кажувам, тоа е пред се поврзано со, еве на пример, кога студирате компаративна како јас, тоа ви ствара и тоа го кажавме на промоцијата, некој баласт, некаква тежина околу тоа, прави од тоа баук. Подоцна кога се бавите со критика, литературна критика, тоа е пак амбивалентна поделба на личност. Од една страна, некој вела дека не може да бидете и критичар и писател. Јас се обидам ете тоа да го демантирам. Така што, не знам, зависи од многу фактори. Ќе те прашам за ова, не знам, по некоја временска дистанца, дали може да се биде и како се носиш со двете улоги, затоа што очигледно ги играш во моментов. Зборувавме дека се создаде контекст за објавување на оваа книга. Ајде да го објасниме како се наместија коцките. Па се наместија по, да кажеме, прво јас имав некоја желба, подоцна се појави Сдруженијето Транзен со една идеја дека би можел, не знам, да учествува во тоа, даде директен и битен поттик, па подоцна влеговме во преговори со ПНВ од Скопје, тие се согласија, Јулијана Величковска, која е мојот уредник и издавач, се беше исто така задоволна од тоа што го понудивме и така некако се створи услови да тоа да излезе. И мислам дека некојаш работите се случуваат затоа што треба да се случуваат. Транзен исто така е силен придвижувач на културата во Струмица. Колку е важно да ги имаме? Многу е важно. Колеги уметници, поддржувачи, луѓе кои што ќе ни подадат рака во клучни моменти. Важно е и како бидејќи некои такви акции како што ги прави Транзен или не знам некои луѓе кои се обидуваат да ги придвижат работите, понекогаш некои мали ситници ствараат парадигма и ја менуваат парадигмата, така што тоа е битно, без разлика што можеби во моментот изгледа дека, не знам, тоа е се сведува на некои партикуларни моментуми, мислам дека генерално е битно, е важно за една средина, поготово една мала средина, каква што е ова овде, Струмица. Зошто е Буники? Зошто оваа книга го носи тој назив? Од сите можни, од 5 раскази кои што ги има внатре, токму Буники. Па вака, ова Буники како дел од книгата е новела, односно подолг расказ, и има уште 4 пократки раскази. Така. Со тоа што насловот е произлезен уште пред 10 години, мислам, така некако. Тоа е една билка која се вика Буника и која е халуциногена, меѓутоа нема такви конотации во текстот, туку е повеќе од коментари на, не знам, конкретно на мојот татко, например, кога бев мал, ми беше тоа фасцинантно кога го спомнуваше за некој кога се однесува нерационално дека како да јадел буники. И тоа ми остана како еден вид на показател на некакви непрагматични однесувања на кои сведочиме денес. И така кога ги простудирав моите карактери, кои се изгубени малку во просторно и временски, ми изгледа како некој од оние кои јаделе буники, така да на тоа се сведува всушност насловот. И нема некои многу широки значења, повеќе символичен.
Композицијски е интересна книгата затоа што новелата покрива речиси 2/3 би рекла од просторот внатре и останатите се пократки, ефективни раскази. Јас се прочитав книгата, морам те кажам, ги средувам впечатоците, меѓутоа имам тоа почетно чувство дека тоа се луѓе во потрага. Баш се некако како во бунило, во секој од расказите имаме, не знам дали тоа е придвижено од времето во кое што живееме, меѓутоа ликовите имаат суштинска потреба да се пронајдат, да се дефинираат. Зошто токму така ги представи? Самата конструкција на делот, композицијата на делото е направена како еден вид на има тука нормално и случајности, не испадна се планирано, меѓутоа е компонирана така да изгледа како Буник е како расказ еден вид на планета, а овие се сателити кои орбитираат околу неа. Помлади се, по години, мислам како да кажам, понови се како текстови, помали се и се некако прилепени за тој текст, зависни од тежата, од орбитата на тоа, меѓутоа сепак може да постојат независно. Сега, ликовите се збунети, бидејќи се пред се од таква фела, се бават со работи кои не се денеска општествено премногу почитувани, лош термин, премногу, ајде да кажам, на полето на пазарот барани. Да се работи за режисер и за концептуален уметник. Така, тоа се бранши кои малку тешко коегзистираат со современието, со неолибералниот капитализам. Меѓутоа, не нужно, ама во овој случај да. Професии кои што родителите не советуваат дека треба Да. по тој контекст да се студираат. Дефинитивно. И тие се збунети, меѓутоа се збунети и во тоа го објаснувавме пред некој ден, исто на тој премин од дигиталното доба односно од аналогното доба во дигиталното доба. Тоа се генерации кои се exennials, кои се родени во аналогно време, а сега постојат во едно друго време кое јас го викам дигитално. Мислам, не јас го викам, не го измислив тоа, него така го му стварам некоја дигитална аура околу него и мислам дека таа збунетост произлегува од тоа, од тој премин, од неадаптација или време потребно за адаптација и исто така време потребно да се соџвакаат сите нови начини на перцепција, нови начини на екзистирање во општеството. Тие се збунети од тоа, меѓутоа се збунети од онаа вечно прашање на идентитет. Така. Идентитетот како едно многу слоевита и многу тешко сварлива категорија која се состои од многу, од која е и полифонична, не се сведува на една работа, се сведува на идентитетот е секогаш многу работи, составено од многу ситни идеологии во кои ние денес пливаме и така да мислам дека кога ќе погледнеме вкупно како ликови се просто соочени со едно општо бунило како да имаат јадено буник. И идентитетски, но и социјални прашања. Имаш една интересна сцена кога ги објаснуваш ликовите кои што заедно се живеат во станот во Питерборо, тоа во Англија. Тоа е еден навистина интересен момент кога луѓето од различни краишта на Европа се принудени заедно да живеат, кои што мораат заедно да соживуваат на некој начин, така што колку ти беа битни тие социјални моменти да бидат присутни. Дали тоа е некој личен двигател, можеби во пишувањето, да се посвети, да се стави светло на тие луѓе? Апсолутно. Затоа што пред се, тука не само што се мешаат идентитети, туку тоа се едни јас ги викам мини хронотопи, каде што се мешаат културни навики, секој вид на друг на социјални навики, позадини, односно тие, како се вика, биографски бекграунди, од каде доаѓаат, по која потреба, во каков контекст сите се тука сместени. Мислам дека тука се мешат нормално социјалните идентитети, етнички, национални, верски, секаков вид класни, многу битни во Англија, кои се уште се многу јасно изразени тие класни разлики. И кога се тоа ќе се стави на бидејќи тука се наоѓаат луѓе кои можеби
кои можеби се тука принудени, меѓутоа некои од нив избрале да дојдат, некои од нив дошле по некоја друга основа. Кога сите ќе ги ставиме на куп, формираат сепак едно општество, мини општество, например во тој стан во кој се сместени сите тие. Тоа мини општество има своји правила, не знам, функционира можеби понекогаш независно од општеството како такво, има цели структури не само во Англија, него генерално во Западот кои функционираат вон тој Запад. Се уште се во своите некои средини, мини средини, како да имаат префрлено дел од своето место или својата земја таму. Се вкупно мислам дека како има многу социјални подтекстови, јас не сум сигурен дека сето тоа го направив намерно, некој од нив целев, меѓутоа некои сами се појавија, сами се наметнаа низ пишувањето и некако излегоа сами од текстот, како интертекст, да кажем. За една скромна по дебелина страници книга има многу интересни ликови опфатени од различни сфери. Дури зборувавме дури на промоцијата за тоа, имаме и ликови од јавниот живот, од политиката. Да. И многу ми е интересен моментот зошто токму тие ликови. Зошто токму Варуфакис го избра. Дали можеби тоа е за тебе, затоа ова е многу важно прашање. Дали сметаш дека тоа е еден од ретките ликови во политиката кој што има и некаква надворешна филозофија? Да. Ни недостасува ли содржина во луѓето кои што се занимаваат, кои што ги креираат современите текови? Сакаш да кажеш идеологија? Да. Дефинитивно. Јанис Варуфакис е сам по себе интересен лик и неговата идеологија која е лево ориентирана и неговиот, како се вика, принципиелен став, значи присуството во грчката влада до моментот додека тој се согласува од тој момент, тој излегува и така натаму, и неговото разидување со Ципрас и така натаму. Тоа ми беше интересно кога се случуваше тој грчко-германски, грчко-ЕУ конфликт и долговите. Сега тоа е веќе надминато, не е толку интересно, ние живееме во многу, за жал, поинтересни времења. Но мора да им се навраќаме и тоа е добар момент да се забележи. Да се навраќаме за да научиме нешто, нели од Мене ми беше интересен Варуфакис како лик кој во тој момент ми изгледаше комплетно романескен, питорескен. Тој ми беше интересен како лик кој не само што има своја филозофија, не само што е интересен како појава, туку и неговите случувања кои тој ги опишува во неговите книги ми беа премногу наративни за да останат така некако само во светот на политиката. Мислам дека тука некои работи видов како се случуваат зад кулисите во тие разговори, кога тој опишува таму како разговара, не знам, со Шојбле и со другите, како го прислушкува Ција или не знам, така некои интересни работи кои ние сите само ги предпоставуваме. Тоа е исто како она на Асанж, кога тој почна да ги објавува своите работи од Wikileaks, тогаш ние сите некако ги знаевме тие работи, као знаеме дека тоа се случува, знаеме дека ама прв пат кога ќе го некој обелодени тоа некако има друга димензија. Така е. Мислам дека почнува навистина да постои, не е веќе како да кажам на ниво не лебди, туку се материализира. Да, се материализира на некој начин. Така да мене ми беше интересен Варуфакис и таа негова сцена со Шојбле ми беше наративно интересна. Тоа ми беше примордиалниот импулс. Немав намера да навлегувам во тоа да ги коментирам неговите постапки, ниту неговата идеологија, која ми е секако поблиска од она на Шојбле, меѓутоа ми беше прецена на ниво на нарација, тоа е интересно. И затоа го зедов како пример. И зошто тој политичар, па мене ми се виде тоа како интересно. Во одреден момент кликна. Кликна, да. И има уште зашто да се пишува на таа тема. Веројатно би продолжил во некој Да, мене сега не знам дали би тие нивни преговори ми изгледа како вестерн филм, како еден вид на пресметки кај Океј Корал. Мислам тука комплетно една вестерн естетика применета. Макар во она што тој го пишува, можеби тоа е фикција, можеби моја само имагинација или не знам некакво рефлектирање на неговиот текст, меѓутоа вака ми е интересно. Ми беше интересно да го ставам на хартија. Велат дека нема тема која што не е вредна за пишување. Иако
многу од темите, многу од работите што се случуваат веќе се апсолвирани од некои автори или без разлика, меѓутоа сепак постои агол кој што може да се од кој што може да се раскаже поинаку, да се види поинаку, да се пренесе поинаку. Како ти одбираш што е за тебе вредно, треба ли некако да те допре, посебно да те инспирира за да решиш да пишуваш за одредена тема? Што треба нешто да содржи во себе за ти да го наблюдуваш? Вие сте сама авторка, знаете многу добро дека работите кои постојат многу интересни теми кои субјективно не се интересни и многу неинтересни теми, сето тоа сега го познати на водници го ставам, кои субјективно може да бидат многу интересни. Имате нормално класици во книжевноста во кои се опишани, во кои е опишано скоро ништо. Еден ден во Даблин, не знам, 24 часа во Даблин може да бидат еден од најспектакуларните романи, а може, например, и спектакуларни приказни, детективски, не знам, кои се супер наративни да не функционираат добро. Тоа, мислам, се зависи од тоа, од личните афинитети и она што на некој начин ве привлекува. Ако сум се нафатил да го опишувам тоа, значи имам дефинитивно имам постои некоја гравитациона зона која ме привлекува кон тоа и ме чини да се осеќам да се чувствувам на своја територија. И мислам дека од тоа тргнувам, само интуитивно и импулсивно. Не размислувам многу за тоа дали ќе биде, не знам, интересно, дали ќе биде актуелно. Повеќе се работи за некои внатрешни пориви. Би сакала да позборуваме за актуелните состојби во литературата во малите земји и во големите земји од аспект на тој пазар кој што нам ни е ограничен пред се, пишувајќи првенствено на македонски јазик, таа потенцијална публика од максимум 2 милиона читатели и наспроти големите. Меѓутоа, неодамна имаше такви некои интервјуа и од авторите од англиското говорно подречје кои велат веќе издавачите не ги читаат ракописите, бараат бизнис план. Каде ќе се пласира, колку се твоите следачи на социјалните мрежи. Сметаш ли дека генерално литературата, авторите се во некаква светска криза? Јас би го нарекол тоа трансформација. Мислам дека литературата нема да ја снема, просто ќе се трансформира или сега е во процес на транзиција, ако така можам да кажем. Ќе се естрадизира? Таа е веќе естрадизирана, ама не знам за времења кога и не е била толку. Мислам, само е прашање на ниво и прашање, не знам, на квантитет. Мислам дека секојаш ова, како се вика, популарна литература, секојаш била поприсутна од она што го сметаме за уметничка литература, така да ја наречем. Меѓутоа, сега оваа трансформација повторно е поврзана со преминот од аналогно во дигитално доба. Меѓутоа, еве книгата како медиум, мислам на она хартиен медиум, како повез, опстанува. Се уште е тука, без разлика на сите можни електронски варијанти, на сите можни Kindle варијанти, сепак е тука и сепак е како се вика тоа, превасходниот избор пред тоа. Сега ме прашавте за малите и големите литератури. Тоа е нужно поврзано со јазикот, тоа е точно. Ако земеме еден основен податок, дека во светот најкористен јазик е англискиот јазик. Тоа се мери по преведуваност, од кој јазик најмногу се преведува на други јазици. И сега англискиот е мега, тука во централна позиција, повеќе од 50-60% од литературата воопшто во светот се преведува од англиски на други јазици. И понатаму следуваат, не знам, на второ место се францускиот и германскиот со по 10%, или не знам, кинескиот таму со 2%, или рускиот и уште помалку. Тоа се шпанскиот, цел континент зборува шпански, се сведува на, не знам, 1-2%. Тоа се, значи, драстични разлики. Во Германија се зборува во лингвистичките кругови за така наречена ревернакуларизација на германскиот јазик, каде што цели правни системи се превзимаат на англиски во оригинал. Значи, во таа една состојба на мега присуство на англискиот јазик, мислам дека не е добра.
не е толку сјајна позицијата на било кој друг. Така да не се разликува многу дали вие ќе пишувате на македонски, кој не знам како што реков 2 милиона, бугарски, српски од регионот тука, не знам кој 7, 8, 10 не е битно, или е тоа што знам италијански. Постојат нормално финеси, разлики, меѓутоа тоа не круцијални во таа смисла. Како можат да обстанат тие литератури? Мислам дека некако се тврдокорни и малите литератури. Мислам дека во Македонија се пишува најмногу во историјата денес и најмногу дела се објавуваат. На што се должи тоа? Ние сведоци сме дека имаме и доста квалитетна литература, многу мотивирани млади автори. Зошто ово е моментот кога тие посебно се мотивирани, можеби, не знам. Јас би го нарекол тоа, ако порано било многу тешко да се објави книга поради милион филтри кои треба да се поминат додека да се дојде до тоа, порано зборувам многу порано. И кога постои некој редактор кој во издавачката куќа одлучува многу концизно и јасно што може, што не може да помине, па така луѓето не се одлучуваат на таков чекор. Денес тие филтри се олабавени, многу полесно се издава книга, многу полесно се добива печатено издание или електронско издание, редакциите се полабави. Полесно се доаѓа до издавање, тоа е една од причините. Меѓутоа, мислам дека не е само тоа причината, мислам дека и многу повеќе луѓе пишуваат. Не мислам дека народот, да се изразувам сега малку, не мислам дека луѓето не читаат толку колку што се мисли. Мислам дека постои една структура на луѓе која активно чита и една добра структура на луѓе која сака сето она што го пишува да на некој начин да го објави, да го сподели и тоа е окей. Мислам дека тој квантитет нужно ќе роди некаков квалитет. Ако смеам така да се изразам економски. Да, така е. Да. Така е. На промоцијата спомна дека Буники првенствено е напишана на српски јазик. Новелата. Да. Се сметаш ли себе за дводомен писател? Затоа што знам колку ти е лесно, колку всушност ти на некој начин тоа е твој втори јазик, не знам дали може така да го наречам. Па вака сега англичаните имаат убав термин native. Така да и македонскиот и српско-хрватскиот, односно оној БХСЦГ, како се вика сега, ми се native јазици. Поради тоа што сум растен во билингвална двојазична фамилија. Меѓутоа, јас пишувам на српски и на дневно ниво, бидејќи објавувам во Хрватска и во Србија константно текстови, критики и мислам дека тоа ми е навистина рутина. А македонски нормално, дека ми е рутина и така да некако би ја прифатил таа квалификација, да кажеме дека е дводомен, не знам како да го наречам, дводомен. Во двата јазика се чувствувам како дома, ето. Па тоа е тоа. Совршен е изразот. На дневна основа пишуваш, тоа значи дека многу читаш заради тоа што стигнуваат делата, треба да се апсолвираат, да се размисли, да се пишува за нив. Дали критиката го активира твојот авторски механизам пишувачки или пак знае понекогаш да те блокира? Што се случува при толку многу читање? И едното и другото го активира, да. Но оној класичен, како на Стенли Кјубрик, кој читав биографијата, тој опишува таму во неговата биографија зошто почнал да снима филмови. Бил работел на проектор некое време, а нема никакво училиште, не е завршил. Работел на проектор и сватил дека па на толкаво море од никакви филмови на кои си изнагледав, можеби јас можам да снимам нешто што би било, не знам, добро. Така понекогаш функционира тоа, меѓутоа има една класична супремација на критиката над авторството, кога критиката се обидува да каже што е добро, што не е, тоа е она алтер его во главата, немој тоа така, тоа не може така да помине, ако си го веќе критикувал, тоа не можеш да го примениш и така натаму. Мислам дека и поспешува и може да биде како еден вид на иницијатор на тоа, може и да те спречи, така да се тоа вечни борби. Добро, ова со Кјубрик е интересен пример, но кога ти повеќе се инспирираш, при лош или при добар текст? Многу добро прашање.
при добар текст сепак. Да. Сепак лошиот текст можеби да кажеме може да даде некој повеќе лажна храброст за Да. Ама Што може добриот- тие, можам и јас, но Да. ова вдахновува само добриот текст, Да, добриот така? текст е, да, секогаш добра инспирација. Исто мислам. Може ли Буники да сметаме дека го одвртува вентилот на издавање кај Далибор Плејчик? Апсолутно. Апсолутно, да? Да, дефинитивно. Знам дека имаш многу материјали, имаш Да. прозна, има прекрасна поезија до која што јас дојдов, мене многу ми се допаѓа. Да. Што планираш? Планирам Така малку сега да забрзаш, нели? да забрзам, да. Планирам прво да го завршам овој фамозен историски повеќе вековен роман. Мислам дека тоа би требало да биде мојата прва цел. Нормално продолжувам со овие текстови кои ги пишувам, тоа ми е подобрска и убава обврска, сладки маки. Така. Се тоа, а за поезијата мислам дека ќе ги дадам шанса. Да. Да. Мислам кај мене. Кај мене ќе ги дадам шанса, бидејќи ако се вакви реакциите како вашите на мојата поезија, тогаш е окей. Бидејќи јас бев многу скептичен како тоа звучи и изгледа. Да, Да. треба да го поместиме барем во следното издание на Зенит, па ете така ќе имаме малку можност да ја лансираме Да, до тука поширок круг. Ние во Зенит имаме секогаш проблем со судир на интереси со самите себе. Да, тоа секогаш го има Да. како уредник, меѓутоа нели кога има нешто добро, еве ќе те надгласаме. Добро. Какви се плановите за Буники да се представи некаде, не знам, покани од пријатели, книжевни некои разговори во некои други места? Следната дестинација е Скопје. Јулијана рече дека најверојатно во мај ќе имаме Така. промоција, само не знам кој е точно датумот се уште, и најверојатно во Буква, најверојатно. Така да тоа е следното, па ќе видиме понатаму. Почнува да Да. шејта, да патува и тоа е Да, одлично. И не секогаш зависи тоа од автор, но скоро никогаш. Апсолутно така. И таа си го знае патот, нели, што Да. веќе излегла, си ги наоѓа своите Да. патеки по кои ќе се движи. За крај би сакала само уште едно прашање, лично, дали пишувањето ти е процес на преиспитување или пак на размислување, на прераскажување, на не знам, пренаменување на одредени доживеани емоции? Пишувањето е преиспитување секако на сопствените иманентни и инхерентни пориви, на идентитетските прашања, на прашањата за минатото, прашањата за концепцијата, за иднината. Меѓутоа, мислам дека е многу често едно така несигурно и не точно одредено патување, особено кога се работи за проза, бидејќи прозата може понекогаш да ве одведе таму каде што не сте планирале на самиот почеток, а може да открие работи кои не сте ги знаеле, може да ги потврди оние што сте ги знаеле, може да ги полула оние што сте ги знаеле, некако да се променат, и мислам дека тоа е едно за сите оние кои пишуваат, не би го ставил зборот бегство од реалноста, туку едно ултимативно соочување со реалноста, со она пред се субјективна реалност, а после она се она што произлегува од неа. И мислам дека без пишувањето не знам како би опстанал. Многу убаво кажано. Многу ми се допаѓа тоа значи дека ти всушност секогаш имаш избор. Тоа е некој оптимизам, нели? Да. Затоа што секогаш можеш да се скриеш позади текстот и таму да бидеш спокоен, да избегаш од сите. Да. Ти благодарам многу за одвоеното време за разговорот. Се надевам дека ќе го следиме заедно патот на Буники до некоја нова книга. Благодарам на повикот, јас сум сигурен во тоа. Благодарам. Почитувани вам, ви благодарам за времето што го издвоивте за следење на ова интервју. Имајте добра ноќ.